представници на Националното дружение на автошколи и возачи инструктори, почитувани присутни дами и господа. Дозволете ми на почетокот на моето обраќање на ова трибина да нотирам дека според мојот длабоко уверување еден суштински факт за темата што ќе биде предмет на денешната дискусија, а тоа е безбедноста во сообраќајот. И од аспект на актуелните статистики, односно сообраќајните несреќи и штети од нив, но и од аспект на економското значење на сообраќајот. Објективно гледање, но не е само прашање на почитување на законската регулатива во таа област. Ниту пак само проблем за едно стручно обсервирање на квалитетот на сообраќајната инфраструктура. Туку несомнено од поодамна и примарна тема од поширок јавен, односно општествен интерес во која што нужно своја важност има и улогата и местото на сообраќајната едукација. Како во контекст на превенцијата, така и во контекст на безбедното одвивање на сообраќајот. Сите овде се сложуваме дека динамиката на модерното живење го прави сообраќајот еден од клучните сегменти во економското, па ако сакате во совкупното општествено живење. И тргнувајќи токму една таква констатација, безбедноста во сообраќајот треба и мора да се третира како сериозна општествена проблематика. При тоа никако не замарнувајќи ги нејзиниот образовен аспект, туку напротив, изигнувајќи го на едно повисоко ниво на третман како клучен подобен фактор во системот на совкупното функционирање на сообраќајот и неговата безбедност. Само преку постојан ангажман и активности на сите надлежни институции, вклучително и на автошколите, ќе биде можно да дојдеме до стандарди кои што ќе ја променат на подобро состојбата пред се во безбедноста на сообраќајот. Министерството за внатрешни работи, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, е должно да се грижи за почитување на одредбите од овој закон, секако вклучително и за дел од нормите кои се однесуваат на работењето на автошколите и обуката на кандидати за возачи. При тоа сакам да истакнам неколку битни поенти во овој контекст. Имено, постапувањето на сила на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, како и правилникот за поблиските критериуми, начинот на работата на автошколите, наставниот план и програма за обуките, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидатите за возачи, МВР, односно надлежните служби при Министерството превзедо низ активности во насока на побрзо и поефикасно прилагодување и усогласување на правните лица кои вршат обука на кандидати за возачи со новата законска регулатива, која пак во целост согласена со европското законодавство. Дозволете ми во оваа прилика само да го потенцирам податокот дека во текот на изминатите неколку месеци од страна на МВР е направен надзор над работата на повеќе од 80% од правните лица кои моментално вршат обука на кандидати за возачи. Она што ќе биде примерен фокус на надлежните полициски служби од областа на сообраќајот во наредниот период, покрај закружувањето на лиценцирањето на сите правни лица кои вршат обука на кандидати за возачи, ќе биде и усогласувањето на категориите за кои автошколите исполнуваат услови, согласно законска регулатива, без при тоа да има било какви последици по самиот процес. Исто така МВР ќе продолжи со проверка на исполнувањето на пропишаните услови за работа, материјално-технички и кадровски, како и за начинот на оспособување на кандидати за возачи и на начинот на водење на евиденции утврдени со законската регулатива. Се разбира, МВР ќе остане отворено за партнерска соработка со правните субјекти, како во поглед на заедничкото нормативно надградување на едукативниот процес, така и во поглед на техничките, стручни и квалитативни подобрувања на сообраќајната обука и образование. Колку за илустрација, би сакал да истакнам дека МВР, согласно законската регулатива, планира во целост да реализира воспоставување на индивидуалната одговорност за стручниот кадар преку нивно поединечно лиценцирање, а се со цел за подигање на ниво на одговорност и професионалност во процесот на обука на кандидатите за возачи. Во крајна линија, само со широка комуникација и соработка на сите инволвирани чинители, можеме да дојдеме до најдобрите предлози и решенија кои ќе бидат во интерес на кандидатите за возачи, но и во интерес на совкупната безбедност во сообраќајот. Дозволете ми на крај да го изразам своето уверување дека и ваквите настани, како денешната трибина, се конкретна контрибуција кон заедничките напори за воспоставување на функционални и ефикасни стандарди
во делот на сообраќајната обука и едукација. При тоа имајќи евидентна рефлексија и кон генералното подобрување на безбедноста во сообраќајот. Благодарам на вниманието.